Океј, шоу. Супер. Ќе зборуваме за флексибилност на кратко. Иако темава е поминато на настава, практична настава, но секако добро е да некои работи не може таму да се кажат, па некои работи ќе се кажат тука и плюс ќе се образложи, не ќе пробам да посочам и некои нови работи кои што таму ги немаше. Како и да е флексибилност и стегнување кога зборуваме, значи флексибилност и стегнување се по дефиниција прво се зборува за некоја моторичка способност. Една од тие што ги броиме и се однесува на изведување на голем range of motion или голема амплитуда на движење во зглобовите. Значи, кога зборуваме за флексибилност, дали некој има подобра или поголема флексибилност, зборуваме за амплитуда на движење кое што може да се постигне во зглобовите. Сега зглобовите нели си имаат своја анатомска можност, например зглобот на колкот, колку може да се движи, ама не е само од анатомската коскена лимитација или можност за движење, нели? Туку исто зависи од мускулите. Сега ние кога зборуваме за флексибилност, тога зборуваме колку мускулите може да дозволат некој зглоб да биде флексибилен или да има тој range of motion или амплитуда на движење поголема во однос на, не знам, друг испитаник или друг. Така да, една кратка дефиниција, не е по никого дефиницијава, моје гледање на нештата. Вие со тек на предавањето како ќе помине и тоа што ќе го прочитате од книгата, ќе можете да си направите своја дефиниција или да цитирате некоја друга дефиниција. Во секој случај, моторичка способност и сега тука некако е вместена тамо, не е во координацијски, ама така, ставена е некако на овој дел, нема да влегувам многу во коментар. Некои автори ја ставаат во овој дел како што се гледа, но е генетски детерминирана. Некои луѓе немаат голема флексибилност и тешко ја подобруваат со тренинг, некои ја подобруваат. Така да, уште една дефиниција што би значило на англиски се наоѓа како flexibility, mobility тренинг е многу популарен, мејнстрим. Тоа се однесува на нешто што е мобилност во зглобот, значи не дека сега подобруваме во крајни фази амплитудата на мускулите, него ја подобруваме мобилноста во зглобот. Некогаш кога има стифнес на мускул или кога има крута мускулатура или е оптоварена, тогаш мобилноста во зглобовите е намалена, што значи дека со раздвижување може повторно се добие некоја флексибилност покрај она што ние ќе зборуваме или на настава што зборував кои методи се тие за подобрување на флексибилност. Како изгледа во однос на животниот развој на човекот? Ова е ситен рич, еден тест или седи и дофати. Ние работевме приказ на длабок претклон, нели? И тој е сличен тест, се работи за флексибилност на глутеалната регија, задната регија на нозете и грбот. Така да може да приметите дека кај малите дечиња се многу флексибилни. Бебиња особено. Значи првите движења што ги прават е стопалото си го става во уста. Без никаков проблем, без напор, без гримаси на лице, дека тоа е тешко или има болка во мускулите. Но како се зголемува, како растат децата, така и флексибилноста полека се зголемува. Сега зошто 15 години и повеќе? Значи пубертетот е исто битен момент, затоа што коските израснуваат и кога израснат коските, тогаш мускулите не го следат така тој момент, ако не се вежба на растење, што значи дека лимитот на подвижноста во зглобовите ќе биде заради растот на мускулите, што значи дека треба да ги втегнуваме мускулите или да работиме на флексибилност. Оние кои што се во тренажен процес споменуваат еднаш неделно сигурно некој стречинг или после секој тренинг, што значи дека на некој начин ја одржуваат таа флексибилност или ја подобруваат. Како да се измери? Или процени, нели? Ако нешто мериме во метри, тогаш или сантиметри или брзина во ESI систем, тогаш мериме. Ако нешто
А за да направиме разлика помеѓу двајца испитаници, на пример за флексибилност, тогаш ја проценуваме. И сега може да се процени на два начина се овде ставени. Едниот е директен, другиот е индиректен. Веднаш кажува што, значи директно кога го мериме аголот, затоа што зборуваме за амплитуди во мускулите, и тогаш имаме директен метод, и тогаш мериме агли. И може да видите дека еве на долнава слика ако одиме, индиректен метод, тогаш двајцата испитаници имаат ова е некоја шпага, која што може да се изведе, имаат иста должина помеѓу едното стопало и другото може да направат 160 см. Арном едниот е повисок, нели, другиот е понизок, логично е од сликата. И доколку го земеме овој индиректен метод, например на вакво мерење, тогаш конкретно кај ова изведба, кај ова движење, значи во карлечната регија флексибилност, тогаш ние нема да можеме да донесеме добар заклучок, затоа што и двајцата ќе имаат иста димензија, 160 см. Арно, ако директно измериме агли или директно ја процениме, преку директен метод ја процениме флексибилноста, тогаш може да видите дека отприлика разликата во агли е огромна, нели, 70 степени, што значи дека силното човече има подобра флексибилност. Значи, ова се само опции, ви кажувам два примера како може да се процени флексибилноста, на кој начин и дека некојаш треба да внимаваме да не настане некоја грешка, нели, при проценка. Прекинувајте ме ако имате нешто да прашате. Сега, како се подобрува флексибилност? Андерсон, супер книгиче има издадено, старо книгиче со многу примери на вежби и од пракса покажува дека ако сакаме да има одржување на флексибилноста, тогаш тука негде 20 до 30 секунди треба да задржуваме ако зборуваме за статичка флексибилност. Ќе видите за динамичка колку број на повторувања треба да се направат. А ако сакаме да има развивачко дејство, треба да се задржува над 30 секунди, драстично многу над 30. Ја би кажал дека тука околу 30 секунди е оптимално за развивање, за одржување околу 20 на секунди, ама како одржуваме или развиваме, тоа беше, го спомнам понатаму, тие 4 методи кои што ги зборувавме. Важно сега правиме компарација помеѓу статичко задржување и динамички вежби или динамичка изведба на овие движења. За флексибилност. Еве ако работиме динамички, гледа се колку број на повторувања треба да прават спортисти, ќе ги фатиме, кои што наместо да задржат 20 до 30 секунди, во РВ-то треба да изведат 90 до 100 повторувања. Длабок преклон 90 до 100 пати надлон. Значи тоа се веќе, ако е по една секунда, веќе 100 секунди. Многу повеќе од колку 2-30 секунди. Тоа е едно. Второ, сепак ќе статичкото истегнување претходно во секунди што го кажав, ќе биде малку поефикасно отколку кај ова другого заради стреч рефлексот. Ова го поминавме на практичните предавања, ќе го споменам пак. Еве во колку треба да изгледа, нели, рама, ова се скочен зглоб, истегнување и така натаму. Фази на одржување, за да се одржува, колку број на повторување, но генерално динамички вежби за флексибилност се задаваат во моментов на загревање. И тука на овој начин ги некако истегнуваме мускулите, даваме информација дека они ќе работат. Се вклучува и стрес рефлексот, се активира и централниот нервен систем, така да не се користи многу ова динамичко или некаде средно балистичко метод на движење за флексибилност, многу повеќе се користи за држувањето или статичката изведба на движење за подобрување на флексибилност, оние йога позиции, например, и така натаму, асани, така се нарекуваат. Кога истегнуваме, ова е ниво ова е саркомера, значи актински и миозински нишки. Кога истегнуваме, слично као контракција, нели, кога има контракција, замислете, горната слика е релаксиран мускул, долната слика е контрахиран, така и покажува. Кога
релаксираниот мускул ќе направи контракција, значи некоја мускулна контракција на бицепс или на било кој мускул, глутеус нека биде, тогаш саркомерата настанува како долната слика. Актомиозинските нишки се приближуваат едни кон други, кон Z дисков, кон овој бендов овде уствари, ајде зете меѓу една и друга саркомера. Ако пробуваме да истегнуваме, тогаш замислете дека оваа релаксирана позиција на мускулатурата уште малку ќе се разлече во десно и во лево. Значи на тој начин ние пробуваме всушност да ги истегнеме и овој актомиозински апарат или саркомерава да истегнеме. На микрониво, всушност изгледа дека ние го истегнуваме мускулот. Затоа што мускулот е составен од вакви градбени единици кои што се нарекуваат саркомери. Да, ова не е Z линија, туку е M линија. Z диск беше овој овде. Но тоа е идејата на како се истегнува, дека истегнувањето всушност се случува на ниво на саркомера. Нема на кое друго ниво, затоа што мускулот е изграден од многу саркомери. Океј, што представува истегнувањето? Ако претераме може да биде опасно, дека се мускулите треба да бидат во релаксирана состојба, доколку се контрахирани, тогаш има еден метод PNF, ќе го оставам вие да го проверите, лист може да добиете прашање, ама нека биде малку студирање, истражување, да научите што е PNF метод, каде што може да се прави истегнување кога има и мускулна контракција на тој мускул. Инаку генерално има реципрочна инхибиција, некаде во еден некој слайд имам. Реципрочна инхибиција на мускулите значи дека кога мускулите агонисти, например бицепсот е активиран, тогаш трицепсот е деактивиран. Значи кога е контрахиран бицепс, тогаш трицепсот е деактивиран. Зошто? Затоа што агонист со антагонист, ако имаат во исто време контракција, нема да има движење, тогаш ќе влечи едниот и другиот и ќе има застој во движењето, значи нема да има движење. Ова реципрочна инхибиција, супер терминче, неколку пати ќе го споменам, може би во некој од следниве слайдови, ама тука ќе го објаснам. Видете си го на интернет што значи уште еднаш. Иако е уникатна и постои, затоа што мора да има кога агонистите влечат, антагонистите да не влечат, има феномен каде што во карличната регија, например, при преклон напред кај велосипедисти, тогаш се вклучуваат и предна и задна ложа во еден сегмент. Ќе учите тоа по биомеханика. Сакам да кажам дека телото колку што е комплексно, прави механизми на заштита, но некогаш и вклучува две различни спротивни мускулни групи за да направи поголем ефект во движењето. Па покрај аеродинамичноста на велосипедистите кои што одат нанапред, за да нема отпор на воздухот, со инклинација на карлица нанапред се вклучува всушност и покрај покрај квадрицепсот се вклучува и глуталната регија од позади. Инаку и бицепсот, се вклучува, инаку они се по теорија на реципрочна инхибиција не се вклучуваат во исто време. Или квадрицепс се вклучува како контракција мускулна, или се вклучува бицепсот на ногата. И се ова ни е многу битно во истегнувањето, дека, например, кога истегнуваме, кога контрахираме еден мускул, другиот е релаксиран. Па точно PNF методава, што ја кажав, работи на тој принцип. Вели, прво јако ќе го контрахирам квадрицепсот и кога ќе задржам некои 10-20 секунди, после тоа ќе се релаксирам и ќе одам во истегнување на бицепс на ногата. Зошто? Затоа што за време на контракцијата на квадрицепсот, бицепсот се олабавил, а целта при стегнувањето е да ги олабавиме мускулите. И сега прашање, кон вас двајца, дали тројца сме? Супер. Дали има релаксирање на мускулите кога правиме динамичка контракција? Или има повеќе кога правиме статичка контракција? Пардон, не се контракции, туку динамичко истегнување и статичко истегнување. Каде има повеќе релаксирање на мускулите? Мислам дека во динамичка. Некој друг од колешките? Статичко. Дамјана, не те слушам, поубаво кажи. Во статичко движење. Статичка. А Дијана сака да не се вклучи или не? И јас мислам дека е во динамичко, ако е
Во текот, а после статичкото релаксира од после, а динамичкото ќе го релаксира ќе го подготви за тренинг. Ама не го истегнува динамичкото доволно колку што статичкото истегнува. Статичкиот метод, Андре, статичкиот метод е поефикасен. Поголема амплитуда може да се постигне во статички услови отколку во динамички услови. Тоа значи дека мускулот мора да биде релаксиран за да го истегнеме, да добиеме поголема амплитуда. А ако има контракција на мускулот, тогаш не може толку да го истегнеме. Сега, дали ќе има ефект ако контрахиран мускул истегнуваме по ПНФ или тоа е проприорецептивна неуромускулна фацилитација, така се нарекува тој метод, вели дека кај искусни спортисти, особено во балет, балерини и балетани, дека ПНФ методот многу им помагал да подобрат флексибилност. Значи, тоа значи дека контрахиран мускул го истегнуваат. Има една клин со клин се избива, не е баш така, но пробуваат кај искусни, втор пат го кажувам, не кај неискусни, не пробувајте. Кај искусни дека за да се подобри флексибилноста пробувале дури кога е контрахиран мускулот, кога е на ниво на саркомера актомиозинскиот апарат е преклопен и он контрахира, они пробуваат да го истегнат. Значи тоа е така контра состојба. Не сум нашол истражувања за точно бенефит какав има, но вела дека има. Споменуван е многу овој метод, добро да го споменам јас тука. Инаку за флексибилност се држиме до оние класични методи кои што ќе ги споменам понатаму. Сега, зошто е подобар статичкиот од динамичкото истегнување? Или, да го извртам прашањето, зошто повеќе има релаксација и поголема мускулатура поголема амплитуда на истегнување, не на истегнувањето, туку се постигнува поголема амплитуда при истегнувањето во статичкиот метод отколку во динамичкиот метод. Токму заради овие проприорецептори кои што се нарекуваат muscle spindle. Сега тука ги споменав ја на предавање, на практична настава, но не можев да ги покажам. Овие muscle spindle се проприорецептивни сензорчиња, ајде така да ги кажам, кои што се интегрирани меѓу мускулните влакна. Значи, сега, за да не ве меша саркомерата е во овде на оваа слика гледаме во сивото 3 мускулни влакна. Во едно мускулно влакно има огромен број на саркомери, значи милиони саркомери. Може да замислите на кое ниво е сега тоа. Сега, помеѓу мускулните влакна има овие мали мускулни вретенчиња, кои што се нарекуваат по англиска терминологија muscle spindles, или muscle spindle 1. Он всушност праќа информација до централниот нервен систем кога ќе биде премногу истегнат. Значи, кога мускулите се истегнуваат, го притискаат muscle spindle механички и тој вели, чекај, овој ќе претера, вака го објаснив и на практичната настава, чекај, овој ќе претера, ја ќе пратам информација до мозокот да направи информација болка. И затоа, кога ќе дојдете во крајната позиција на мускулите, тогаш се појавува болка. Затоа што централниот нервен систем вели доста, гледате колку е брз тој трансфер на информација. Ние не сме свесни за него, тоа е рефлексна информација. Кога ќе прати мускулот болка, вие по логика ќе престанете да истегнувате, така, затоа што боли, премногу боли. Сега, во статички услови, ако задржам 10 секунди, ако задржам 20 секунди една позиција, сум ја постигнал максималната на почеток, седи и дофати, тоа го пробувавме на настава. Седи и дофати, до тука негде можам и не можам повеќе, држам 10 секунди. Боли малку, осеќам дека боли, ама поднослива е болката, можам да издржам 20 секунди. Држам 15 секунди, 17, држам 20 секунди, 22, 3, не е битно, околу 20 тука негде. И пробувам уште малку нанапред да отидам, дали ќе можам или не, што мислите? А претходно не сум можел, претходно сум ја достигнал максималната. Тие што беа на настава би требало да знаат
Што мислите, дали после 20 на секунди статичко задржување до некоја граница на болка, можете уште малку после 20-та секунда, 22-та, 3-та, 5-та, уште малку да отидете нанапред? Можеме. Може. Да, тие го пробавме и тоа беше еден експеримент. Тогаш, значи, кога ја задржувам болката до некоја нормална болка, масл спиндолот постојано праќа информации нагоре и затоа има болката. Централниот нервен систем враќа назад, вика боли, 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 боли. Ама масл спиндолов се откажува после некој време и вели, иле овој нема да претерам многу, чекај, јас ќе попуштам. И ќе попушти, централниот нервен систем нема да ги згрчи мускулните вретена влакна кои што се истегнуваат и ќе дозволи уште малку да отидем. И на тој начин ние сме направиле трик, сме го излажале централниот нервен систем на некој начин и му велиме да продолжи уште малку, ќе зголемам амплитудата уште малку. Значи на релаксиран мускул ова може да функционира, на контрахиран не. Кај динамичкиот метод на истегнување, ова нема да функционира. Затоа што постојано кога ќе стегнувате, значи правам, нека биде ова, постојано правам динамички, хоп, 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 постојано масл спиндолот праќа информации. Затегни, затегни, контрахирај, контрахирај. Што значи не може доволно да го олабави мускул. И затоа за постигнување на поголеми амплитуди, статичкиот метод е подобар. Динамичкиот метод на истегнување, кажав еднаш и уште еднаш, се користи во инициација на мускулите при загревање. Може и на крајот да се користи, ама многу време ќе потрошите и нема да биде толку ефикасен како статичкиот метод, значи при задржување. И се и двата статички и динамички спомнавме на предавање дека може да бидат активни и пасивни, ај ќе ги кажам понатаму, има еден слайд за тоа. Но поентата е баш во овие muscle spindles дека прават да има контракција или заштитен механизам од централниот нервен систем. Рефлексни стегнување, тоа е тоа што го кажав. Има некој клип, има или не? Че видам дали има клип? Не, нема клип. Не е стара. Океј. Реципрочната инхибиција ја споменав, значи кога се инхибира агонист мускул, тогаш антагонист се да не се враќа. За пример, задна ложа може да ја релаксираме со обид за исправање на колена. Изометриска контракција на квадрицепс. Точно. Значи со шут напред, изометриска контракција или задржување на предна ложа, задната ложа се деактивира. Но, кажав, има еден пример конкретно кај нив, ете ќе го учите по биомеханика. Сега, еве ги видовите, нели споменавме ние неколку пати, ама добро е да се споменува постојано. Кај динамичка флексибилност имаме активна и пасивна. Тоа значи дека ако работиме зибови или цимања или 1, 2, 3, тогаш можам со моја мускулатура да работам, значи со моја мускулатура, друга рака, ако ме гледате, или некој од надвор да дојде да работи за мене. Значи некоја машина, партнерка и слично да прави, да ми се дека ова ракава не е моја, кој што имам часовник, гледава, туку некоја друга мускулатура истегнува. Тоа е за сите други движења. Седи и дофати напред, некој на грб да ве стиска, нели? Или вие сами да цимате нанапред. Ако сами цимате, тогаш е активна, ако некој друг вложува енергија, тогаш е пасивна. Кој метод помеѓу активен и пасивен, без разлика дали е статичка или динамичка, мислите дека има поголема амплитуда може да достигне? Активната или пасивната? Еве ајке статичката ќе објасни. Статичката исто така може биде активна или пасивна. Значи во седи и дофати, детенцето со слика што го покажа претходно, седи и дофати, јас сам да влечем или некоја сила да ме влече, да ме бутка нанапред. Кој метод ќе биде поефикасен за да постигнам поголема флексибилност или амплитуда во зглобот на кокот? Со буткање. Значи со некоја надворешна сила. Да. Така? Океј, се сложувам. Зошто? Точно е, ама зошто?
овие работи треба да ги имате како логика за да дадете веднаш одговор. Па затоа што јас кога ќе влечам постојано ќе има некоја контракција и нема да се релаксира мускулатура и дури и другата мускулатура доволно. Ама кога некоја сила од надвор го работи тоа за мене, нормално да биде безбедноста на прво ниво, тогаш мојата мускулатура ќе биде многу повеќе релаксирана и на тој начин ќе можам да постигнем поголема амплитуда. Затоа се споменуваат и ке статичката и ке динамичката флексибилност, се споменуваат овие активни и пасивни методи, два, активно со своја мускулатура, пасивно со мускулатура на партнер или машина. Има многу во рехабилитација се користат машини за истегнување каде што пробуваат со тек на време или со задржување да ја зголемат флексибилноста да ја зголемат флексибилноста во зглобот. Да, ова е интересно што влијае, значи влијае некој внатрешен отпор, влијаат лигаменти, што се стабилизација во зглобовите, еластичност на мускулно ткиво, нели кажавте тиви, слично како дел од мускулното влакно, тетивата е тоа што продолжува од мускулното влакно, некоја така по-колагенска форма која што не е колагенска, туку фиброзна форма која што се спојува нели кај во коските. Наутро напладне, наутро е послаба флексибилност може покажеме отколку попладне. Ама не значи дека и наутро нема да има ефект. Има ефект, секојаш кој има болка има ефект. И сега кај флексибилноста е интересно дека ако не знам, сум разговарал со доктори, велат не сме болка да има. Во флексибилност ако нема болка блага, значи не е силна болка, не сме силна. Ако нема блага болка, ништо не сте направиле. Тоа е исто како кај згибови да вежбате, да можете 20 згиба, вие вежбате 3 згиба. Ништо. Нема да се случи ништо, никаква трансформација нема да се случи. Што значи мора да се има кај флексибилноста блага болка, сензација дека има немир, дека мускулите се борат, инаку не може да се зголеми флексибилноста. Нормално, уште еднаш ќе кажам, не сме да има јака болка, може да настане мускулна повреда и тука треба многу да внимавате, пробајте се сами на себе, што значи тоа. Јадно, кога би работел со клиент, точно може да се види по гримаса по се, дали он може да задржи или не. Например, има граница каде што можете да задржите 3-4 секунди, правите поголема амплитуда, ама 20 секунди не може да задржите во таа положба. Значи мора малку да попуштите назад и да биде помала амплитудата. И тука со тек на искуство, сигурен сум дека сте го пробале тоа, со тек на искуство се достигнува тоа искуство се билда и се знае како да се намести, нели, позицијата. Полот исто така има улога. Женскиот пол покажува поголема флексибилност, кажавме меѓу деца и возрастни кои има поголема флексибилност. Ова ограничување на облека и тоа нема што да сопствена одлука за вежбање на флексибилност. Значи, тоа е исто како кај секоја подобрување, кај секоја способност. Ако ми се вежба, ќе направам и 10 згиби, 11, нели, ако сум тука негде, ако не ми се вежба, нема ни 7 да направам, и ако можам 10 да изредам. Интересно е дека, например, за да ја релаксирате уште повеќе мускулатурата, може после бања, после туш, после бањање, после негорски бањи или кои бањи да се, таму каде што е опуштена мускулатурата, тогаш уште повеќе да пробате да отидете нанапред и да бидете на флексибилност. Сите овие нема да ги читам, нека стојат како слайд, моменти се вклучуваат и влијаат на подобрување на флексибилност. Уште едно се наредени овде дека има балистичко или динамичко истегнување. Тука се негде тоа е динамичко е се, статичкото го кажав, статичко или изометриско истегнување, изометриско ако има контракција мускулна, може би се однесува, ама ја би се задржал на испит имате 4 вида на истегнување. Динамичко и статичко, и динамичкото може да биде активно и пасивно, и статичкото може да биде активно и пасивно. Толку. Ако ќе ве потпрашам кој е подобро, зошто е подобро, muscle spindles и така натаму логика да побарам, сме завршиле за флексибилност. PNF истегнување, прочитете сами, што значи за
за каде се користи и како видне 3 метода има. Има тамо CRC, Contract Relax Contract, има контракт, антагонист контракт и да не ги читам. Супер е, мислам, еве ви домашна задача, пробајте што значи, да видите што значи PNF, кога ќе завршиме веднаш, можете да го пробате. Како функционира изометриско, го кажав, и тоа е тоа. Со овој дел завршувам, до тоа што треба само уште нешто да поминеме. Имате ли, додека го бадам вториот слайд, втората презентација, дали имате да ме прашате нешто? Јас немам. Добро. Тоа беше за флексибилност. Овде има една тема која што се спомнува, дека човекот е, например, ќе прашам човеков како вид на систем. Може да кажеме дека е сложен, организиран, отворен, динамичен. Што значи тоа? Ова е поврзано со темата на тамо во теорија на тренирање и што се може да се случи кај човекот, нели? Какви трансформации може да се случат кај човекот. И сега, на што се однесува? Многу накратко ќе ги поминам овие моменти. Ние пробуваме човечката, човек е сега во машки род, да не измислувам, но се однесува и на машки и на женски пол. Овие модерниве полови не ги спомнувам. Го цепкаме на некој начин и може да ги извадиме овие основни некои, не се основни, ама нас интересираат некои 7 точки. Например, морфолошки карактеристики на телото. Зборуваме за димензии на телото. Зборуваме за височина, за ширина на тело, за обеми на граден кош, обем на мускулатура, обем на глава. Тоа се све состав на ткива, колку има процент мускулно ткиво, колку има коскено ткиво, колку има, значи го цепкаме некако човекот, не физички, туку например има инбоди машина која што на база на биоелектрични импеданса на факултети имаме ние, може да процени колкав е составот на масното ткиво во телото. Значи комплетна маста во телото, колку е мускулното ткиво во телото во процент. И сега ние може, ако треба да работиме нека фитнес програма за кај деца после пубертет за зголемување на мускулно ткиво, но на многу едноставен начин при оваа апаратура може да процениме дали процентот на мускулно ткиво се зголеми. Ова што го зборувам се влегува во морфолошки карактеристики. Нели? Функционални способности се она што може човекот да направи, например, како функционираат нештата. Тука е спомнато, нас не интересирало аеробни, анаеробни енергетски резерви. Не навлегуваме во огромна физиологија на функционирање на телото. Ќе учите по физиологија, со физиологија на спорт, мислам дека беше, па дури ќе учите и како се контрахира срцевиот мускул, којето е електричен сноп кој што дава иницијација за да настане тој QRST сигнал тамо. Или да има систола и диастола на срцевите комори, на деловите, нели има тамо 2 комори, 2 предкомори. Сакам да ви кажам дека тоа се работи кои што се интересни и треба ќе ги научите, но тоа влегува во функционални способности, нели потење, што значи дали машко женско тело се поти, машко да, женско не толку, ама да. Па не знам, менструални циклуси, еве ако имаме разлика, сепа сакаме да правиме, дали тоа ќе учите по хигиена на телесно вежбање. Нас се интересира подброј ти моторички способности и така го цепкаме некако човеков и велиме има отприлика некои 7 моторички способности, за не зборуваме по физиологија, по психологија ќе зборувате за психолошки вредности кои што влегуваат подброј 4, подброј 5, нели когнитивни способности, интелектуални.
и овие конативни кои што се особини на личност, ја не навлегувам во нив многу, клучите, но сепак се работи за психологија на човекот. Вредности ставови исто влегува во делот на психологија, социолошки обележја, нели, во каква структура е, во, не знам, ние сме по, нашиот етнос или нашиот менталитет, всушност, кога кажеме менталитет, мислиме на нешто лошо, но има и добри работи, ние сме емпатични, емотивни, покажуваме, нели, емоции, избувливи, реагираме, добри, од друга страна приемчиви, повикуваме, не знам, пријатели, имаме дружба, социјалната сфера е супер развиена, кафичите се полни, нели? За разлика од, например, во други земји, каде што посеверните земји имаат свој систем на вредности, кои што, например, се можеби малку поразлични од нашите социјални обележи. И сега, што со ова што набројав? Со ова што набројав, всушност, сакав да покажам дека, само да вратам назад, дека овие неколку момента овозможуваат човекот да се трансформира, да се менува. Гледате, во секоја од овие позиции, кажав, има когнитивни способности, има моторички кои што може да ги тренираме, функционални да зголемиме аеробно или неаеробно. Значи, ние сме еден отворен систем, кој што е не склон, туку има можност, е динамичен, е флексибилен, организиран страшно во позадина, многу е сложен. Гледате, Muscle Spindle како функционира, денеска зборувавме за тоа, многу е сложен, но сепак е функционален и има можност за промени. Едноставно, нашите ставови може да се променат, да не мора да вежбаме ништо, ама со читање литература и учење, нашите ставови може да се променат од типот на, нели, 20% одговорија дека земјата е рамна. Тоа е класично необразование. Ама е став. Вели, не, мој став е тоа. Нормално, со користење на литература и враќање назад во пето деление или кога учевме таму физика 7 деление учев јас, многу едноставно може да се промени ставот. Значи, ние сме динамичен систем. Тоа е целта. Ова го покажува нешто слично како ке Марија Гајич, која ги извадив во издржливост, беше делот каде што објаснував како човекот еквилибрира на границите на своите можности кога тренира, ама ако премногу излезе, тогаш ќе наруши тој еквилибриум и може да настане, нели, смрт ако претераме со се што е претерано, може да настане проблем. Но тоа е тоа каде што мозокот дава отпор, но и прима информации, каде што телото дава отпор, но и флексибилно се менува во однос на средината, најчесто, нели, како ние environmental based learning, каде што го спомнавме во учење на нови моторички движења. Така да и оваа слика е на дополнување. На тој момент, само дем што имам друго нешто. Супер. Ајде, ќе го прочитам јас. Не сум го отворил од поодамна. Во што се гледа отвореност? Да прима информација од натрешности од околината. Динамичката страна се гледа во можност за постојана адаптација на човекот кон промените од попатни влијанија, средина и така натаму. Тоа значи, многу накратко, само што значи тоа? Човек отворен, сложен, динамичен систем и можеби ќе биде мотив дека и ние може да бидеме динамични во нашите ставови, сваќања, перцепција кон студирање, живот и се, и да успееме да искористиме тоа што е добро, да видиме тоа што е лошо, да смениме, ама исто и во тренинг. Исто и во подобрување на моторички способности, исто во учење на нови движења и се она што е основа на физичката култура и образование. Јас имам толку. Имате нешто да искоментирате, прашате?
Океј, ќе пишам и на Facebook, наредна недела, на 9 имаме гостинка. Ова се снима или не? Да се снима. Имаме гостинка или на Арсова. Така да ќе биде интересно, мислам дека ќе има многу вклучени луѓе. Ако нека снимаме, па нека гледаат. Океј, стоп рекординг.